Проектот за намалување на неприкладна вода во Југоисточна Европа, што го финансираат Германското министерство за економска поддршка и развој и швајцарската влада, а ги опфаќа државите Македонија, Босна и Херцеговина и Косово, денеска во Кочани ја одржа третата по ред обука. На теоретскиот дел од предавањето, стручното лице, представник на германската фирма Сетек, која е производител на опремата, им го објасни на вработените во комуналните предпријатија начинот на кој уредите функционираат и се користат на терен во практични услови. Ich bin also der Trainer hier. Ich komme aus Österreich. Mein Name ist Dietmar. Јас сум обучувачот или тренерот, доаѓам од Австрија, името ми е Дитмар. Ја представувам фирмата Сетек, која што е ангажирана во поголем дел од светот и на повеќе континенти. Мојата задача овде е да ги упатам учесниците во уредите и да им помогнам да полесно ги разберат и да потоа може да ги користат. Во земјите на Балканот сме активни подолго време, речиси сите некогашни југословенски републики, пред се Србија, и повеќе од 10 години работиме со овие уреди и вршиме обуки на представниците од водоводните предпријатија. Многу е важно учесниците, представниците од водоводните предпријатија да научат како да ги користат овие уреди, затоа што загубите на вода се огромни, посебно во регионот на Кочани, и нивното намалување треба да стане приоритет, и затоа едно од барањата на едно од целите на овој проект е токму да им ги приближиме овие уреди, за да можат да ги користат и да ги намалат загубите. За карактеристиките на овој мощен значаен проект, кој има за цел откривање и намалување на загубите на вода, консултантот од Босна и Херцеговина Кенан Најдиновиќ вели. Проект е обухтио 3 државе, Македонија, Босна и Херцеговина и Косово. Целта на овој проект е да се зајакнат капацитетите и да се подигне свеста околу загубите на вода, кои се доста големи, посебно во Кочанската котлина. Покрај пилот предпријатијата има и партнер предпријатија. Во Кочани тоа се Виница и Гевгелија. И тие исто така учествуваат во проектот и ќе добијат дел од опремата. Регионалниот консултант за комуналните предпријатија од Македонија, Бојан Ристовски, потенцира дека опремата всушност е сет на уреди со чија помош ќе се третира целокупната водоводна мрежа. Потоа ќе се откриваат местата на дефекти, ќе се овозможи мерење на протоци и притисоци, откривање на затрупани капи, се со цел да се елиминираат физичките, техничките и комерцијалните загуби на вода. Ова обука е трета по ред. Веќе се реализирани обуки во Скопје за сите 9 предпријатија учесници во проектот, а дополнително имавме и обука во Клагенфурт, која беше поделена на 2 дела за техничкиот персонал од предпријатијата, меѓутоа е многу важно, фокус е ставен и на менаџерскиот тим од предпријатијата, каде што директорите и градоначалниците од овие земји присуствуваа, затоа што без едноставно поддршка од менаџерскиот тим, практично борбата со загубите на вода или со неприходната вода е невозможна мисија. Улогата на регионалните консултанти, како што е Аквасейф и колегата Бањевич за Босна и Херцеговина, е да после оваа обука, после достава на опремата, која вклучува сет од најразлични опреми за откривање на места на дефект, за трасирање на водоводна мрежа, за мерење на протоци, притисоци, откривање на затрпани капи, е работа на терен во селектирана област во пилот зоната Кочани, каде што ќе се имплементира сето ова знаење стекнато на овие теоретски обуки. Значи, практично на терен ќе работиме кон смалување на неприходната вода, тоест физичките, техничките и комерцијалните загуби на вода. Вкупната вредност на проектот изнесува половина милион евра, кои ги обезбедуваат владите на Германија и на Швајцарија, а опремата која добива Кочанското комунално предпријатие е во вредност од 45.000 евра.